Македонија директно се поврза со Обединетите Арапски Емирати. Првиот лет на Fly Dubai меѓу Дубај и Скопје беше лансиран денеска. Граѓаните од сега ќе имаат можност директно до Дубај да летаат два пати во неделата, во понеделник и во четврток. Скопје е регионален центар на Fly Dubai за овој дел од светот. Компанијата планира во наредниот период да воспостави повеќе летови во неделата. Повратниот билет Скопје-Дубај-Скопје ќе изнесува 390 евра, вклучувајќи 20 кг багаж и аеродромски такси, а компанијата нуди и услуга за вадење виза за патниците преку електронски пат. Убедени сме дека македонската маршрута ќе биде успешна, истакна заменик извршен директор на Fly Dubai Гаит Алгаит. Над 40% од нашиот развој на авионски рути годинава се одвиваше во Централна и во Источна Европа. Со додавањето на Скопје ние ги поврзуваме Обединетите Арапски Емирати со уште еден пазар што досега не беше доволно обслужен. Ова ја илустрира нашата посветеност на регионот и во исто време отвара можности за соработка со различни нации. Оваа нова дестинација ќе возможи за граѓаните на Македонија да се поврза со 150 други дестинации, вклучувајќи ги Австралија и Далечниот Исток. Целта е патувањето да се направи подостапно за секој. Од Fly Dubai посочуваа дека Скопје се наоѓа на добра географска положба и има добра инфраструктура, па токму затоа го избрале за дестинација. Според директорот на TAF Holding Мурат Орнакол, овој проект ќе биде добар за сите три страни што се вклучени во него, односно за Fly Dubai, владата и за TAF Holding. Лансирањето директна линија на релација Скопје-Дубај дефинитивно ќе има многу позитивен ефект пред се за бројната македонска дијаспора во Австралија. Времетрајањето на летот и бројот на аеродромски конекции со овој лет драматично се намалува, со што македонците кои живеат во Австралија сега многу побрзо и полесно ќе може да стигнат до Скопје. Но со директен лет, не само граѓаните на Македонија, туку и жителите на соседните земји ќе може преку скопскиот аеродром Александар Велики директно да летаат до Дубај. Министерот Јанакиевски очекува зголемување на бројот на директни линии што ќе се воспостават и со други авиокомпании и посочи дека од почетокот на годината забележен е пораст на бројот на патници за 12% и се очекува до крајот на годината да достигне 1 милион. Вклучувањето на Скопје како дестинација во понуда на оваа компанија е многу значајна за нас, од причини што на овој начин ќе имаме директна конекција помеѓу Скопје и Дубај, но освен тоа преку Дубај индиректно македонските граѓани може да се поврзуваат со над 50 дестинации широм светот на кои оваа компанија оперира. Тоа ќе биде многу значајно за нашата дијаспора кои ќе имаат подобри и подиректни врски со Скопје. Авиокомпанијата обслужува 15 дестинации во Азербејџан, Ерменија, Грузија, Романија, Русија, Србија, Туркменистан, Украина и од денеска во Република Македонија. Fly Dubai е основана во март 2008 година како прв нискобуџетен авиопревозник од Дубај и новоформиран авиопревозник со најбрз пораз во светот.